Добар ден, почитувани! Ова е стартот на уште една нова Телма амбулант. Брчките не се единствениот знак за старење. Има уште многу други промени на кожата кои што доведуваат до трајна промена на лицето. Што можеме да направиме за да се подмладиме? Кои се нехируршките и хируршки третмани за разубавување? Ќе ни појасни гостинот кој што е со мене во студиото, научен соработник, доктор Игор Пеев, специјалист по општа хирургија, субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија од Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре нашол, фала на поканата. Младешкиот изглед се смета за привлечен, па не чуди од тука фактот што сите се обидуваат да го запрат времето и да изгледат неколку години помладо од она што се. Сега, докторе, од што зависи начинот на кој што ќе старееме? Поврзан ли е со гените, односно дали ќе старееме на сличен начин како нашите родители? Како мајката и таткото? Може ли процесите да се слични? Факторите на старење можеме да ги поделиме грубо во две групи, екзогени и ендогени фактори. Ендогените фактори, значи, се гените и на нив не можеме да влијаеме. Практично тоа се информациите што ги носиме од нашите родители и веројатно доколку би живееле под исти услови како и тие, исто би старееле. Но екзогените фактори се тие на кои што медицината и ние како стил на живот се повеќе им посветуваме внимание, бидејќи тие се променливи, менливи и на нив можеме да влијаеме. Овде, стил на живот, ниво на стрес, кој што е многу високо во последниве динамични години на живење кај нас и воопшто. Начин на исхрана, навики како пушење, конзумација на други вакви состојки, никотин или алкохол и слично. И негата која што вие жените, значи уште од многу одамна ја посветувате на кожата, ја практикувате на лицето на кожата со разни видови на креми и така натаму и така натаму. Сега младалешкиот изглед е значи потреба во последно време се повеќе заради тоа што сакаме да покажеме дека сме една здрава индивидуа, не само однатре, него и однадвор. И тоа исто привлекува многу внимание, социјалните мрежи сега се многу актуелни со нивното влијание врз младите. Се поголем аспект и акцент се става на изгледот на едно лице. Првиот знак за старење всушност се забележува на образите. Кожата на образите почнува да се спушта, па понекогаш имаме впечаток дека на одреден дел на образите имаме вдлабнатини. На што се должи тоа и зошто тука започнува? Старењето, не знам дали интересен е овој податок, дека кај жените почнува на 27-8 години. Тоа е релативно рано. Да, а кај мажите 30-31 година веќе почнуваме да старееме. Знаците на старење на лицето произлегуваат од два моменти. Едниот момент е ресорбција на коскените структури на лицето, кој што со тек на време се поизразува, значи се е поизразено и поизразено, а од друга страна дехидрирањето, губењето на волумен на меките структури што надлегнуваат на тие коскени структури, дополнето со влијанието на гравитацијата која што цело време, стоејќи, ние сме такви, значи стоиме подолго време, значи ја влече целата таа структура према долу. Така да борбата овде е да се реставрира волуменот и да делуваме нешто антигравитацијски кон тие структури да останат колку што е можно повисоко. Со текот на старење, ликот на жената или на било кој човек воопшто од еден округол изглед добива триаглест изглед. Но тој триаглест изглед на почетокот е со врвот према долу, значи према брадата, а со тек на старење базата е темето, мислам обратно, врвот е главата, а базата е брадата и долниот дел. Зошто почнува масното ткиво се спушта надолу? Тоа е заради тие неколку моменти што ги напоменав: гравитација, ресорбција на ткивото, ресорбција на коската, бидејќи коскените структури кај нас се менуваат, се ремоделираат постојано заради обртот на органските и неорганските состојки било каде, за секоја коска се однесува тоа, но бидејќи коскините, лицевите коски ги гледаме постојано, тоа е најизразено овде. Во процесот на старење исто така се губат
заради активноста на протеолитичките ензими и градивите состојки на екстрацелуларниот матрикс. Значи, тоа е матриксот или делот што е надвор од клетката, каде што се собира меѓу другото и вода. Содржината и концентрацијата на вода со текот на старење опаѓа токму заради деградација на тие структури, протеогликани, гликани, хилуронски киселини кои што се наоѓаат природно во нашето меко ткиво. Како тоа паѓа процентуално, така и волуменот на вода паѓа и тоа на крајот се гледа на нашето лице како старење. Доктор, ако се поправиме, би можеле делумно значи, да го решиме овој проблем? Пополнување на тие брчки и суштината на анти-ејджинг медицината е да се врати тој волумен што е изгубен, дали на еден или на друг начин. И ние можеме да го направиме со самите себе ако се здебелиме. Но тоа носи и други несакани моменти на остатокот. А што е со оние кои што се постојано на диета и го имаат оној јојо ефект, ќе се поправат па ќе ослабат, ќе се поправат ќе ослабат, се одразува ли на тонусот на кожата на образите? Може ли да се спуштат уште повеќе? Кожата има одреден капацитет на издржливост значи има одреден капацитет на издржливост на тоа обтегнување и враќање. Тоа се изразува преку еластичност и пластичност на кожата. Слично се случува и кај жените, кога се трудни, таа се обтегнува и кога ќе се надмине тој капацитет на издржливост на кожата, што настанува? Стриите. Пука, така. Истото се случува и овде, со тоа што овде не е тоа толку драматично, но тоа обтегнување и намалување на кожата доведува на крајот до губење на незината пластичност. Што е пластичноста? Способност да се врати на првобитната состојба, значи пред дебелењето. Сега тука сме ние, нели? И благодарение на фармацевските компании, медицинските компании кои што се бават со оваа проблематика во борба против старењето, анти-ејджинг медицина или медицина, естетска медицина, што е многу популарна, со разни техники, дел од нив се со хирушка употреба, значи, а дел се нехирушки, да го вратиме тоа време, да го стопираме во процесот на старење, па дури и да се доби уште помлад изглед од тоа што изгледа. Ајде да започнеме со нехирушките третмани кои што се поврзани со опуштената кожа на образите. Може ли нешто да се направи со оние креми што се богати со колаген, хиалурон и слично? Па видете, тоа е многу популарно, зошто бидејќи е безболно. Значи, немате одење на доктор, лесно се продава, бидејќи секојдневно се нанесува, релативно ефтино, има и многу скапи креми, наводно се научно докажани и така натаму. Но јас као хирург повеќе ги преферирам малце поинвазивни работи, значи употреба на инекциони техники. Дермални филери? Дермални филери, што се тоа? Тоа се пополнувачи, да го преведеме буквално, со хиалуронска киселина. 90% од продуктите што ги имаме на пазарот се содржат хиалуронска киселина во различни концентрации. Значи, од меки што ги велиме 13 мг на милилитар до многу густи 25 милиграми и секој тој филер има одредена индикација каде, на кој дел од лицето може да се користи. Во поново време имаме вакви филери и за други делови, кои што не се лице, значи за задник, за, имаше еден период и пополнувачи за гради, многу повлекоа од пазарот заради некои нус појави. Така да, тие се едни многу актуелни, зошто? Бидејќи со нив се постигнува брзо реставрирање на волуменот. Поентата е да се реставрира тој волумен. Истовремено се прави лифтинг, бидејќи ги пополнуваме така наречените компартменти на масни перничиња што постојат во нашето лице. И со пополнување на истите се прави внатрешна редистрибуција на ткивото и враќање на првобитната состојба на истото, што доведува до еден нехирушки лифтинг. Сега, овде има различни врсти, различни марки на хиалуронски филери, имаме и такви кои што пак доведуваат до стимулација на колагенската продукција. Тоа се типови на неоргански материјали, за разлика од овие хиалуронските филери, кои што природно практично хиалуронската киселина имаме во себе, но со текот на времето она се разградува. Имено една молекула на хиалуронска киселина врзува 100 молекули вода. И сега вие од само 1 милилитар, колку што и комерцијално најчесто се продават и се пакувани, добивате едно убаво освежување на лицето, со само 1 милилитар?
Обично, добро. Зависно колку сте нели млади и така треба обично повеќе. Но за овие вториве кои што содржат неоргански материјали, они што прават? Они ги стимулираат фибробластите, тоа се клетки кои што го создаваат колагенот и ги ексцитираат, ги возбудуваат да лачат повеќе колаген. И практично со нивниот контакт, значи со обризгување на таа неорганска материја, тоа е калциум хидроксиапатит, например, они се стимулирани да лачат колаген и создаваат повеќе од што во моментот се нели програмирани генетски да создаваат и го враќаат тој младалачки изглед и кожата тогаш изгледа светната, нели radiance што кажуваат англичаните, зрачи, изгледате свежо и така натаму. Но може исто така да се вгради во лицето, да се наше масно ткиво кое што се релоцира од еден дел на телото на друг. Тоа е исто еден хит во естетската хирургија, значи се нарекува трансфер на масти, липофилинг или fat transfer, значи се зима липоскулптура е практично целиот поим, се зима маста од едно место со липосукција и се пренесува на друго место. На тој начин можеме да зголемиме гради, можеме да зголемиме задник, можеме да зголемиме било кој дел од дури мускули. Мажите може да се ги зголемат своите пекторални мускули. И тоа се нарекува липоскулптура, но повеќе, односно стара индикација на фет трансфер, на трансферот на масти е моделирање на лице. Реков, овие филери се од 1 милилитар. Вие доколку сте нели имате доволна количина на маст, можете да употребите колку сакате од вашето тело земе на масти. Тоа е еден автофилер. Практично правиме автотрансплантација на сопствено ткиво од едно на друго место. Така. И можеме да користиме колку ни е потребно, бесплатна ние имаме во себе. Организмот ќе прифати, нема да отфрли. Организмот ќе прифати, нема да има ниту алергиски реакции, ниту реакција на страно тело, ниту било каков токсичност или така натаму. Но што е друго битно при овој фет трансфер? Битно е што пренесуваме и матични клетки. Маста како орган, значи масното ткиво како орган во телото, освен што содржи масни клетки, содржи и прекурсори на друг тип на клетки, тоа што е познато како матични клетки. И дури во поголеми концентрации отколку коскината срцевина, што до сега беше нели најупотребувана за трансплантација на матични келии. И сега овие прекурсори на местото каде што се ставени, пак произведуваат колагени, преминуваат во фибробласти, го освежуваат лицето, им даваат младалечки изглед, се прави ремоделирање и рејувинација. Значи, и ремоделирање на маста, и пополнување, но и помладување на самата текстура на кожата. Значи, не едноставно струпање на волумен, туку и давање на свежина на самата текстура на кожа. А докторе, доколку сакате да ги подкренете образите, на кој дел од на лицето се вбризгуваат овие филери? Во јаболчениците, има различни, значи има различни видови на техники, дали со игла, дали со канила, дали од едно или од друго место, тоа е веќе така малце постручна дискусија што не би требало да навлегуваме, но и желбата на пациентите овде битна. Ова бе прашам бидејќи многу често имаат исклучително потенцирани јаболчници. Желбата на пациентот, на пациентката исто е битна. Некој сака да има централно поставени образи, некој сака така наречен секси V-вектор. Значи тоа е еден манекенски изглед на вектор, каде што во дел на зигоматичната коска се апласира филерот, било да е маста, било да е хиалуронскиот филер, било да е некој друг тип на филер. И битно е при ова скулптурирање на лице да се поштуваат принципите на безбедност, принципите на природност, кој што за жал и секако материјалот да биде исто така сигурен и безбеден за пациентот. Безбедност на пациентот е пред се многу битна во овие процедури, за да нели не изгледаат некогаш и смешни. Од тоа претерано ставање, од тоа пренагласување на некои работи, некогаш пациентите стварно претеруваат, ама тоа е лекарот да каже стоп? Јас кажувам, да. Но има други што не кажуваат. Ја во принцип го почитувам нивното мислење и нивната желба ја почитувам, меѓутоа сепак сметам дека треба да личиме на луѓе. Апсолутно. А колку време трае еден дермален филер по вметнувањето во образот, например? Значи, се ресорбирали само од Тоа себе? е хиалуронска киселина. Значи, со тек на време истата повторно се разградува, како што и се разградила нашата што сме имале таму.
од 9 до 12 плюс месеци, зависно од кој производител и зависно од густината на филерот, па дури и до 2 години кога користиме например филери за пополнување на подочњаците, односно темните кругови под нашите очи, тие траат малце подолго, бидејќи таква е нивната структура. Самата техника е релативно безболна. Знаете, пациентите во ова едно динамично време сакаат да дојдат, да завршат работа, да имаат многу малце време за опоравување, следниот ден да се веќе во град и активни, да не се социјално изолирани заради било која процедура, а да има ефект. Тоа го возможуваат овие дермални филери. Релативно се скапи во однос на другите можности хирушки. Зошто? Бидејќи прво производителите не се во Македонија, него тоа се странски познати фирми кои што си имаат своја тарифа. И втора, што со 1 милилитар релативно малце, освен за уста, може да се постигне на останатите делови од лицето. А од кога ќе се ресорбира филерот? Од кога ќе се ресорбира? Може кожата на лицето уште повеќе да се опушти? Не, се враќа на првобитната позиција. Нема никаква опасност од тоа. Многу често ми го поставуваат тоа прашање дали ако престанам да ставам ќе мислам изгледам уште полошо така. Дури и самите инекции од иглите кога се пласираат овие филери, исто стимулираат, прават лузни подкожни кои што се посакувани бидејќи прават како армиран бетон внатре, значи колагенска стимулација од самото боцкање. Дури има и дерморолери, така кои што со повреда всушност на кожата. Така е, Марија, значи со повреда на кожата се стимулира една неоколагенеза која што дава младалачки изглед. Ние, например, на клиника кога имаме изгорениот прв втор степен на лице, они после оздравување изгледа така затегнато и сјајно, као бебешко лице да имаат. Така да, повредата на кожата некогаш е посакувана и хемиските пилензи се во таа насока. Всушност повреда на горните слоеви на кожата. Повреда на површниот слој, кога доаѓа до ново создавање на површен слој на кожа, но сега со побогатена со колаген. Да ги поканим и гледачите да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076 677. Сите очекуваме дека ќе ни се појават брчки, дека косата ќе проседи, но тука е една промена која што не е толку очекувана и е врзана со усните. Тие од ненадејно стануваат потенки, го губат волуменот. Зошто тоа се случува? Па заради истите овие причини, значи секој дел од нашето тело старее со годините, така и нашата уста, и сега пошто многу битен дел од лицето е устата, веднаш се забележуваат исушени устни, значи устни со бразди, мали устни, се инвертираат према внатре, значи се вовлекуваат, се губи таа напрченост на устните што сме имале како деца, како помали индивидуи. Така да со повторно со дермални филери, повторно со маст можеме да го вратиме тој младалачки изглед на устата, да се врати незината сочност, незината сензуалност, и да се допринесе, значи, до разубавување на тој дел. И јас кога, например, се претерува со зголемување преголемо, им велам на моите пациентки ова уста одговара на некое лице што треба да е пута 2 од вашето. Ама тоа се желбите, тоа се трендовите, тоа се социјалните влијанија, социјалните мрежи. Истип на усни, предпоставам дека социјалните мрежи се исклучително влијаат. Може за 10 години нема да биде тоа модерно. Може ќе бидат модерни, не знам, рогови на глава, не знам, може би ќе се вратиме на тоа зависи од нас луѓето како општествени. Еве доколку се врати модата на тенки усни, а некој ги зголемил премногу, може тоа да се врати? Да, реверзибилно е? Да, значи прво самото време ќе го стопи хиалуронот, а второ има и антидот за хиалуронската киселина, тоа е ензим хиалуронидаза, кој што ја топи практично киселината и го враќа ткивото на првобитната состава. Имаме гледач на линија, веднаш потоа ќе преминеме на пушачките брчки околу устата. Добар ден. Ден. Повелете. Вака би сакала да ве поздравам најпрво во студиото. Благодарам. Прекрасна емисија, мислам дека една од попрофесионалните. Ви благодарам. Имаме во етерот. Зборувате за една наистина трендовска тема, кај што младите постојано почнаа веќе да се грижат за својот надворешен изглед. Убаво би било кога и внатрешно би работеле на апсолутно. Сето тоа би било комплетно и би имале млади луѓе кои што имаат и самодоверба, меѓутоа и убаво изгледаат. Едното без другото, мислам дека
не е комплетно. Така е. Посебно поздрав до докторот, имам правена интервенција кај него, некоја така можеби беззначајна атеромна рак, меѓутоа јас бев презадоволна по претходни 2-3 направени неуспешни. Се работи за професионалец за мене, многу доктори, многу не знам луѓе кои се занимаваат со оваа професија, меѓутоа пореален, професионален, сурово така професионален, ама во позитивна смисла, човек кој што со страст ја работи професијата и ја Тука сте сосема во право, така е. Мислам дека е неверојатен, а навистина треба да има доверба кај човек кој што би направил нешто на надворешниот изглед, дури да погреши или да го има тоа чувство дека во ред, направил се што можело, нели? Така. Мислам дека се работи за прекрасен човек, првенствено, а за работата говорат резултатите кои што навистина задоволни пациенти, мислам дека е број 1 за мене. Така, ви благодарам за денешното вклучување во емисија и во Тилман амбуланта внимаваме секогаш да ги поканиме најдобрите во својата професија. Докторе, да продолжиме со она што е исто чест проблем со годините, појавата на вертикални линии околу устата. Дали мора да бидеме пушач за да ни се појава? Не, можете да многу зборувате, многу смеете. Значи, самата гестикулација на устата доведува до појава на овие пушачки бори. Не мора да сте пушач, иако нормално ке пушачи старењето е секаде поевидентно, вклучително и на лицето и на устата. Така да третманот на овие е релативно комплексен, би рекол, не е само на пополнување на брчките со филер, туку треба да се користат некојаш и ниски дози на односно модулатори, неуротоксини, што ги нарекуваме популарно ботокс или негови варијанти, во мали дози, се со цел да создаде проблем со движењето на устата и гестикулацијата? Да, може да се случи, но еве во мојата пракса што работам, јас по 2-3 точки многу малку со цел да се види како ќе реагира пациентот на неуротоксинот и доколку е во ред, би оделен на секој 6 месеци со тоа, со цел да се минимално намали активноста, мускулната активност на орбикуларис орис, значи на мускулот што ја движи устата, и проспективно, значи со неколку пати повторување на неуротоксинот, надополнето со лесен филер, кој што нема да ја деформира целата оваа периорална регија, ќе доведе до враќање на некој помладалачки изглед. А доколку нанесуваме хидратантни креми на устата и на тој дел од лицето кај што се појавиле овие вертикални брчки? Можеби, видете, што е работата со кремите? Нема некоја проспективна студија која што кажува Марија става од оваа крема 10 години, да видам Марија без таа крема. Значи немате контрола на резултатот. Нема контролна група, нема такви луѓе во исти услови што живеат, како би старееле доколку не би ги користеле кремите. Ме сваќате за што зборам. Јасно. Така да кремите веројатно помагаат, сигурно. Значи, неспорно е, било која заштита крема, хидратантна, хранителна или нутритивна и така натаму ја храни кожата, но површно. Хилуронската киселина не може да навлезе низ порите на кожата и да дојде внатре и да се интегрира во ткивото. Но тоа може со хилуронските филери. Имаме повторно гледач кој што ќе постави прашање во денешната Тилман амбуланта. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден, повелете. Јас би сакала да ми кажете каде можам да го најдам докторот. Така, добро. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторот работи на Универзитетската клиника за естетска и реконструктивна хирургија. На пластична и реконструктивна хирургија. Каде се работи и естетска хирургија. Да, секој четврток имам амбуланта, овој четврток сум од 11:30 до 2:30, така да се менуваме, али четвртоците ми се во принцип консултации со пациенти и прегледи. А може ли да се подобри волуменот на устната и брчките околу неа со примена на PRP методата? Да, PRP методата... И објаснете ни што е тоа PRP метода, бидејќи исто така е ова прилично популарна техника. Да, многу нова метода, мислам релативно нова, вампирска техника на разубавување, која што ја користи нашата крв, собствена, од каде се екстрахираат тромбоцитите или крвните плочки, и се зема крв од пациентот, истата се обработува, се добива PRP или тоа е плазма богата со овие тромбоцити, тоа значи плателец рич плазма инаку на превод, значи плазма богата со тромбоцити,
Тромбоцитите имаат многу регенеративни хормони во себе содржат. Значи, при деградација на истите, при врзгување, овие хормони, локални цитокини, доведуваат до повторно неоколагенеза, создавање на ново сврзно ткиво, еластичност, значи колагени и еластини во поголема концентрација од потребното. И сега, овие процедури се многу одлични, бидејќи користат наши материјали, но од друга страна користат специјални епрувети, многу боцкања треба да се прават, треба да се повторуваат на 3 до 4 недели, барем 3 пати да се направат и некако сметам дека не е patient friendly, или како да кажам, не е прифатлива премногу за и болна пациентите. и Да. често треба се изведува, па и од финансиски аспект не е ни баш ефтина. Не е многу скапа процедура, меѓутоа 3 пати треба да се повтори. Истото и со мезотерапијата. Мезотерапијата користи ниски дози на хиалурон, витамини и минерали, комплекси кои што доведуваат до биостимулација и биоревитализација на ткивото, но пак 3 до 4 недели треба да се изврши боцкањето, па пак за 3 до 4, 3 до 4 пати и потоа 2 пати годишно. Сега, кога се тоа ќе го ставите на забар 2 пати годишно, вие гинеколог 2 пати годишно, многу се собере и некако мислам дека тие не најдоа популарност токму ради тоа, бидејќи не се многу прифатливи заради ова. Пред да ги вклучиме гледачите, би сакала да ве прашам и околу филерите кои што се наменети за усните. Понекогаш се случува паткас изглед на усната. Како тоа да се избегне? Ако пациентот не е задоволен од сопствениот изглед по имплантацијата на филерот, може ли нешто да се преземе? Може, да, рековме, може да се стопи. Може да се стопи исто со инекција, Претходно беа популарни биополимерни филери кои што се трајни и тие доведуваат до деформација и се уште имам пациентки што доаѓаат да ги отстрануваат, оперативно се отстрануваат. Тие мора оперативно бидејќи нема антидот. Тоа е биополимер налик на силикон, просто кажано, кој што се вградува во самиот мускул, во самото ткиво, во структурата на устата и мораме, со рез натред да го отстраниме барем дело, тој бидејќи практично не можеш целиот да го извадиш, за да се врати нормалниот изглед на устата. За среќа, овие природните, иако не се трајни, односно хиалуронските филери, ја ги велам природни, бидејќи хиалуронската киселина е природен материјал, го имаме и ние во себе. Тие, прво, ќе се разградат, второ, доколку сакаме да ги отстраниме, ќе ги стопиме со хиалуронидаза. За овие другиве нема таква антидот, односно против отров, вака просто кажано, не може да се направи ништо, освен хирушки да се отстрани тој филер. Обично, колкава доза на филер е потребна за да добиеме природно полна уста? Па 1 милилитар за почеток мислам дека е добар. Duck face или изразот на патка беше, не знам да кажам дали бил модерен или беа тоа почетнички грешки на докторите кои тогаш биле активни. Се уште не ме јасно, сега не се модерни веќе тие, сега руски усти се бараат повеќе, природни, како русинки, има посебна техника за правење на тој тип на усти, природни. За среќа пациентите во посебно време бараат се по-природен изглед, по-природен, сочно, може би лесно зголемување, али да се запазат тие пропорции, бидејќи устните, што беше популарно порано, горната да биде поголема од долната. Јас сум ги разубедувал, им велам, погледнете мојата, дали горната е поголема од долната? Не. Горната е 1/3, а 2/3 е долна. Секогаш долната устна треба да биде поголема од горната. Така да, некој баланс 50-50 можем да го толерирам кога вака ги консултирам пациентките. Некои заслужуваат, некои не. Така да... Така се убедувате во секој случај. Ајде да ги слушнеме прашањата на гледачите, ќе ги слушнеме двете прашања одеднаш, а потоа докторот ќе даде одговор. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Ако сум јас во програма, да, вие сте во програма, господине, повелете. Да. Ве слушаме. Кој е вашето прашање? Поздравувам и вас и докторот. И моето прашање ќе беше со очните капаци, дали се оперисуваат, дали што се дешава со нив. И тоа, дали има некои проблеми со ткиво или оно што ја не разбирам од... Така, тоа е интересно прашање. Денеска и планирано е да го опфатиме во разговорот, но еве веднаш по прашањето на следниот гледач ќе добиете одговор. Ви благодарам за вклучувањето, пријатно и добар ден за следниот гледач. Ало, добар ден, повелете.
Добар ден. Ве слушаме во програма, повелете. Поздрав до емисијата, поздрав до докторот и до вас. Благодарам. Сакам едно прашање да поставам. Јас имам 65 години, меѓутоа од 10 години, па и 15 наназад на носот стално ми се лупи. Значи се обновува кожата. И сакам да го прашам докторот, на што може да се должи тоа? Јас те излупам, таа пак се појавува и се така, мислам дека веќе дојдено е до големо оштетување на кожата на носот. Во ред. Ви благодарам за поставеното прашање. Повелете, докторе. Може со втората пациентка. Може, секако. Значи, најдобро би било да посетите дерматолог, да види каков проблем станува, ако треба и дермоскопски преглед да се направи, да не е некој почетен малигнитет, со оглед на годините. Носот е најекспониран дел на сонце и најчесто место за појава на кожни карциноми. Може би и не е, но да не ја плашиме пациентката, најдобро е дерматолог да ја види дермоскопски. Во однос на очните капаци, еден од најбитните, нели очите се огледало на душата, еден од најбитните моменти на лицето кога што им пречи на луѓево е паѓањето на горните очни капаци. А тоа се случува со годините, со старењето. И тоа, еве, господинот исто е загрижен, кај мажите обично 6-7 деценија, а жените малку порано, значи 4-5 деценија веќе покажуваат интерес за операција на горните очни капаци. Процедурата можеме да ја успориме кај помлади луѓе со поставување на неуротоксини во горниот дел од челото со цел да направиме елевација на вегите. Значи со ботокс? Со ботокс, во челото. за да не се оперира одма. Се подигаат вегите? Баш вчера конкретно имав пациентка млада, значи 98 годиште, мислам дека беше заинтересирана за тоа. И јас си реков, не, многу сте млади, почекате, можеме со други начини да тоа го решиме, но не веднаш со операција. Сега, оперативниот дел, кога веќе ботоксот не помага или другите процедури, конци исто може да се стават, за да се направи лифтинг на вегите, тогаш оваа рутинска, би рекол, операција се извршува во локална анестезија, амбулантска, за горни очни капаци зборувам, се отстранува вишокот на кожа, евентуалното масно перниче, масни перничња кои што протрудираат низ преку кожата и кои што и даваат тежина на очниот капак, се редуцираат, односно се отстрануваат и се сошива скриен во очниот горен сулкус без практично камуфлирана е лузната и воопшто не се познава. Што се однесува до долните очни капаци, тие се малце покомплицирани во смисол што се поболни, пожелно е да се прават болнички, не амбулантски, и истите се следени со повеќе крварење, така поголема нелагодност, се малци покомплицирани за нас, но и тие се решаваат. Сега, доколку постојат и кеси, кај посебно кај подочњаци, се буваат некои пирнички, тогаш темни треба под очите, да се отвори септумот, да се извадат исто масните перничиња делумно да се редистрибуираат, да се пополни тој сулкус, таа бразда што постои под подочњакот, со цел да има една транзиција од подочњакот према лицевата, средната лицева регија и со тоа добиваме всушност помладалачки изглед. Постојат ли некакви ризици кај овие операции во однос на видот и здравието на окото? Да, значи ризиците постојат, меѓутоа губење на оч може да се случи, но тоа е многу ретко, значи неколку случаи се објавени конкретно за операцијата. Инаку ризик од крварење, од инфекција, ризик од од недобро зараснување на лузната, но многу ретки. Кожната структура на окото е најтенка. Келоиди, ако некој е склонет. Келоиди, али кожата на окото е најтенка. И таа практично најдобро зараснува. Лузната, после една блефаропластика, така се нарекува процедурата на горниот капак, така, на спуштениот. И на долниот, значи горна или долна блефаропластика. Блеф око, пластика око, ова раздубавување е невидлива, многу брзо, за неколку месеци е невидлива. Така да таа е една многу добра, бидејќи го отвара окото. Се јавува болка при трепкање, модрици? Има оток 2-3 дена, меѓутоа брзо се јавува отокот и брзо се повлекува, но резултатот е навистина убав и пациентите многу ја сакаат таа процедура, бидејќи амбулантска, се одат дома, одмараат и за една недела практично се
со нов поглед. Сега сме кај регијата на очите. Околу очите исто така се вуваат мимични брчки кои што може да бидат длабоки, убаво формирани. Да. Дали тие можат да се измазнат со ботокс или пак со некако филер? Да, и овде се користат неуротоксините, може да се користат меки филери за пополнување на тие ситни брчки. Повторно превенција од сонце, значи таа регија е најподложна на фотостарење, значи заштита од сонце, носење на капа, тоа се едни. Сонцето, колку што е корисно во последно време заради зголемениот процент на УВА и УВБ во сончевите зраци, е исто така и штетно, за жал, бидејќи прави фотооштетување на кожата. Фотооштетувањето доведува и до побрзо старење на самото лице. Така но тонираната кожа е од друга страна, да, тоа е модерно. Па некои користат и солариуми. Дали солариумот подеднакво е оштетува исто така кожата? И солариумот е штетен и го зголемува и ризикот од појава, ве споменавме, карциноми на кожа, така да ја не би советувал. Ја би го исфрлил тоа од мода, ако мене лично ме прашувате, бидејќи од друга страна не остарува побрзо. А што е со ние вертикални брчки што ни се вуваат над носот помеѓу вегите, па ни даваат изглед намрштен? 11-ките што ги викаат популарно се меѓуглабеларните брчки кои што повторно со неуротоксини и со филери може успешно да бидат третирани. Имаме гледач, да го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Јас пред би се извинила, бидејќи малку ќе отскокнам од темата, меѓутоа, ако може докторов да ми одговори, значи се работи за 5-годишно детенце кое што уште од летово му се појавија како две бубулички на носето. 2 пати го носевме на дерматолог, бидејќи не поминува. 2 пати стававме креми од микробакто, тој тип на креми, меѓутоа на крај докторката рече да одиме на пластична хирургија, бидејќи треба да се извадат. Кога бевме на консултација, конкретно имавме кај докторот закажано, но веројатно имаше некоја интервенција. Јас ги имам и сликите од детето. Да, веќе се сеќавате. Така, да. Колегата ми ги прати. Одлично. Значи, барам сте запознаени. Еве консултација вака телевизиски, да. Така, ми кажа, вашиот асистент предпоставувам беше, ми кажа дека ќе стапиме во контакт откако ќе се консултира со вас и па сега кога ве видов дека сте на телевизија. Да искористите можност и да се консултирате. Дали може нешто да се направи да не биде, односно ако вие советувате и хируршки да се отстрани, меѓутоа вака непријатно мој детенце веќе во возраст кога прашува, кога му е непријатно и сега сакам да знам што би можеле да направиме. Така, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Јас се извинувам. Дали имаме контакт ваш на клиника оставено? Па ми зема вашиот асистент. Добре, ќе ве контактираме. Да, ми текна кога кажа 2 промени на носот, ми текна, да, ќе ве контактираме секако. Така. Периодот на корона повторно направи една, како да кажам... Па застој во сите сегменти. Застој и некако се насочивме кон третман на најризичните категорија на луѓе, така да овој тип на проблеми некако ги оставивме понастрана, али ќе контактираме мајката, загрижена е секако. Така. Оно што го видов не ми изгледаше страшно. Тоа е најважно. Да. Доктор, ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа се враќаме на денешната Телма амбуланта. Почитувани, останете на Телма, има уште многу дилеми за разрешување. За нехируршките и хируршки третмани за разубавување на кожата на лицето денеска зборуваме со научен соработник доктор Игор Пеев, специјалист по општа субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија при Универзитетската клиника за пластична и реконструктивна хирургија во Скопје. Доктора, со текот на годините, овие линии што проаѓаат од страните на носот и завршуваат наголо на устата, стануваат се поизразени. Има ли начин тоа да се реши, бидејќи кога некој не гледа од страна, прво забележува виснати образи, линии и истенчена уста? Они стануваат се подлабоки заради свиснувањето на кожата и незината тежина, но од друга страна заради ресорбција на масните структури, масните компартменти, длабоки површни што постојат. Сега, нехируршките техники се повторно излекување, еден лифтинг со помош на филери, дали е тоа маст или хиалуронски вршки, или некој тип на лифтинг хируршки.
Фейслифтингот е една стара позната метода, значи уште Клеопатра ја затегнувала со шноли косата од страна со цел да ја го извлекува лицето и била келава овде. Тоа се стари техники, значи одамна луѓето сакале да бидат млади. Фейслифтингот е популарен многу кај повозрастните луѓе, каде што филери и нехируршките третмани не може да се постигне тоа што се сака или треба да се раздобличи ликот. Сложено е да се изведат? Тоа е веќе операција која се прави барем во потенцирана длабока анестезија, значи во длабока седација или во општа ендотрахеална, кога со рез кој што е над увото, ако е целосен фейслифтинг, рез кој минува пред трагусот или во трагусот на увото и позади увото во косата. Идејата е што да се излечат тие веќе паднати масни компартментни или смас системот да се затегне, тоа е веќе еден термин кој што ни е битен за нас хирурзите. Тоа е системот што ја држи кожата со мускулите, значи помеѓу кожата и мускулите постои еден смас систем се нарекува. И тој треба исто да се затегне во тек на еден фейслифтинг, не е само кожа, сакам тоа да кажам. Така, нема впечаток дека само кожата е опуштена, но има и други структури кои што треба се коригираат. Па дури сега е популарен длабок, диплейн, длабоко рамнински фейслифтинг под самите мускули за да се направи уште поголем ефект. Сега, обично младите луѓе не забележуваат дека со паѓање на лицето паѓа и вратот и субменталната регија, и кај постарите веќе тоа по-воочливо и кога правиме еден целосен фейслифтинг го затегнуваме исто така и вратот со тој рез позади увото, а може и со еден дополнителен рез да се затегне вратната мускулатура, платизмата, да се препоклопи во вид на корсет со цел да се добие тој повторно, значи, остар аго што постои природно кај младите луѓе. Порано се сметаше дека вратот не може да се коригира, но еве променето и тоа. Да, значи се прават исти субментални липосукции. Многу често има млади луѓе кои што имаат подбрадок. Дабл чин, значи подбрадок, дабл чин, двојна брада, така е преводот англиски. И со едно дупче практично се прави липосукција со цел да се извади маста и кожата потоа се обмотува со еден ластик, со една компреса да биде во таа позиција 7 дена, барем да се залепи кожата во ново настанатата позиција, бидејќи практично маста сме извадиле. Доколку вакова интервенција правите кај повозрасно лице под 40-та година, кожата ќе може ќе висне? Да, ќе висне. Затоа велам, во младите години се прави субментална липосукција, бидејќи кожата се уште го има еластицитетот и пластицитетот што е за кај млад човек типичен. А кај младите тој веќе нема капацитет, самата кожа е во вишок и практично треба да се оптегне и да се ресецира тој вишок. А што е со оние конци што се градуваат во лицето за да се подигне кожата нагоре? Да, има неколку видови на конци. Еден тип на конци се тие што прават лифтинг, кои што влегуваат во тој смас, убаво што го споменав, па сега ќе се надоврзам, влегуваат во тој смас и го затегнуваат обично горе во темпоралната регија, значи кај слепочниците. Друг тип на конци се мезоконци кои создаваат колаген, значи они се распаѓаат внатре и со самиот распад повторно ги стимулираат фибробластите да лачат колаген и да го подмладуваат делот кај што се аплицирани. Па дури во Турција е популарен подигање на задник со тие конци. Спајдер се нарекува, пајаковидна мрежа, значи се прави со цел да се подигне задникот. Ке кажам, фармацевската индустрија е многу работи на ова поле, секојдневно настануваат нови продукти, нови начини, нови техники и има една голема компетиција на овие нехируршки посебно методи, а се со цел да се покаже кој е подобар производ и кој ќе најде поширока употреба меѓу пациентите. Двајца гледачи очекуваат да се вклучат во емисија. Добар ден, за првиот од нив. Повелете. Ќе ве молам, дали од 3 сообраќајки, добро, дали, например, можете да даде, дали може докторот да даде
долната усна ми е подугачка при собраќајката, а горната ми остана послаба од долната. Дали би можело една наградна игра да даде докторот Костич? Така. Добро. Ви благодарам за вклучувањето. Што велите, докторе? Па да дојдете да се видиме, па ќе се договориме. Така. Да. Значи прво преглед, Да, мораме да видиме дали е повредено само нели површниот слој, дали мускулот е повреден, дали коската била скршена, има све што гледаме на нас е во слоевито, значи мораме да ги гледаме сите структури од површината на кожата практично до мозокот. Така велат и забите дека всушност им играат некаква улога во формата на значи, устата. луѓе што имаат нерамни заби, често нели ја евертираат устата, па делуваат дека има поголема уста, суштина забот е крив, па или кога ќе стават нови протези, сега популарните амерички бели заби, па ќе стават нови, па ги изменуваат. И формата на устата. Забалото практично ја менува устата, да. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Добар ден, сакам да прашам како може да закажеме термин за консултација со докторот директно. Дали преку матичен лекар или како можеме да дојдеме до контакт? Така, ви благодарам. Докторе, на каков начин се доаѓа? На преглед? Многу тешко, многу тешко. Ба, можете да дојдете на клиника, во амбуланта, во четврток, можете да преку матичен. Во последно време и на Facebook ми пишуваат, значи тоа е многу, веќе сме отворени кон соработка, пациенти, доктори, имаме поблиски релации, така да слободно, како ќе ви биде згодно, така ќе ме најдете. А покриени се од фондот овие интервенции или не? Консултациите јас не ги наплаќам. Кога не планираме операција, кога планираме операција, системот е таков да мора да се наплати. Инаку, естетските операции не се покриени од фондот. Клиниката работи од поодамна, значи како клиника каде се изведуваат приватни операции. И сме релативно ефтини, да ви кажам, со оглед на приватните. Пазарот, кај нас. И има голем интерес. Има голем интерес. Сега малце со короната почни и застани, направивме на турбуленција, али кога ќе помине короната, мислам дека ќе се продолжи. Да се надеваме дека што поскоро ќе помине, барем така велат некои истражувања и дека ќе може почесто да се прават вакви консултации, интервенции, доколку ни се потребни, ги сакаме секако. Добар ден за следниот гледач. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден, поздравувам, денеска ви е прекрасна емисијата. Благодарам. Има да должам многу, ви сакам да го прашам само докторот. Имам доста месечно лице и мала брадичка. И дали и на кој начин се прават импланти на брадичка, например, дали болнички или може со локална анестезија, како оди тоа? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Може да го направиме импланти на лице, веќе не се популарни, токму заради можноста со масти да се направи истиот ефект. Не се популарни заради две причини. Прво, прави ресорбција на самата коска, значи доколку настане екструзија на имплантот, самата коска што била мала, сега ќе биде уште помала, ако се извади имплантот. И второ, операцијата се врши низ оралната шуплина и често знаат да се загнојат тие импланти. Месестото лице можеме да го намалиме со тип на отстранување на едно букално адипозно ткиво што се наоѓа во самите образи и со внатрешен пристап преку уста, значи трансорален се вади тоа ткиво, дали цело, дали помалце. И трет начин е да се извади маст од самата подкожна структура, значи на лицето, и истата да се вгради, значи да се имплантира во брадата со цел да се издолжи. Доколку имате и подбрадок, и таму се поентата е да се намалат сите структури што ти ја прават брадата помала, а маста да ја издолжи за да изгледа поголема. Докторе, може ли неоперативно да се коригира формата на носот ако некој има грбка со некаков филер да се израмни? Повторно ќе кажам, луѓето сакаат да изгледаат убаво за најкратко време, без отсуство од социјалното постоење. Така да 5 minutes го викаат американците, ринопластика за 5 минути или течна ринопластика, ликвид ринопласти. Се става филерот на одредени места каде визуелно се намалува, се закрива грбката. Добра. И се подига врвот на носот и
во би рекол околу 60% од неубавите носови може да се искоригираат. Значи 60% не може ке сите, зошто бидејќи има некои големи носеви со само и со пополнување со вакви пополнувачи уште поголем ќе изгледа и нема да му се допадне на пациентот. Кај нив се советува исклучиво хируршка. Значи кај 60% од овие неубави носеви, неубави сега, нели? Така, тоа е убав процент. Да, можеме да со хијалуронска киселина да го коригирате. Да се коригира, да. Ајде да вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Ало? Во програма сте, повелете. Добар ден. Поздрав до вас. Многу ви е добра емисијата. Благодарам. Сакам да го прашам докторот за флеки на кожа на лицето. Ме интересира со кој третман би можеле да се изведат или да се отстранат флеки на кожата на лицето. Ви благодарам за вклучувањето и ова е исто чест проблем кога ќе се појават флеки, тие се прилично упорни, доктор. Да, тоа се соларни кератози, мелазми, значи фотопигментации, така од сонце. Има неколку видови на хемиски пилензи што се специјално дизајнирани за третман на овие хиперпигментации. Длабински. Има и површни, има и длабински, некои од нив се треба да се повторуваат, значи со азалаична киселина или со коич киселина, има цела плејада на тие, и тоа се не хируршки техники, значи едноставно се нанесува на површината на кожата и се лупи кожата. Сега, колку е длабок хемискиот пилинг, толку степенот на оштетување ќе биде поголем. Ако е длабок хемискиот пилинг, тогаш ќе се лупат цели парчиња као, нели, пиперка која ќе љупиме, значи баш така се љупи кожата. И тоа се прави во зимски периоди, а не би ви советувал веќе почнуваат сончевите денови. Зошто зимски периоди? Бидејќи младата кожа е многу подложна на повторни пигментации или хипопигментации. Значи мора да сме исклучително дисциплинирани во фотопревенција, значи заштита од сонце, а најдобро би било тоа кога е зима, кога нема сонце или кога индексот е 0 до 1, не повеќе. А постојат ли начини за нехируршки третман на опуштената кожа на вратот? Со ботокс, филер? Може да се користат процесите за колагенска стимулација, значи со посебен, значи со калциум хидроксиапатит, со посебни канили се прави мрежување на апликација на оваа состојка. Поентата е да се создаде многу колаген. Оваа процедура се повторува барем уште еднаш во рок од 2 месеци, 2 до 3 месеци и повторно еднаш годишно. Значи, прилично е незгодно, бидејќи се користат големи игли во самата вратна регија, може да настане крварење. Мораме да кажеме дека и овие навидум нехируршки некогаш даваат компликации од типот крварење, модрица, хематом, инфекција, не да боже, миграција на филерот, но во рацете на еден искусен, едуциран, значи инјектор, така популарно ги нарекуваат тие, значи ние што го работиме тоа е многу низок процент на таков тип на компликација. Уште 2-3 збора во однос на ризиците. Може ли дермалниот филер да создаде фиброзно ткиво во образите, например, или кога ги аплицирате, што им советувате после на пациентите? Смеат да спијат на лице, некои спијат на стомак? Зависи каде сме го ставили и како сме го ставили. Доколку не сакаме да се мигрира филерот, тогаш ги советуваме 2-3 дена додека се инкорпорира во ткивото да спијат на стомак. Доколку нема тоа поента, може да спијат како сакаат. Зависи од каде. Например, во назолабијалните ако се става, не е битно дали ќе спие на стомак или не. А во однос на проблемите со сега хијалуронските филери во шприцот не се 100% чисти, значи они имаат и други некои состојки, нели, конзерванси, некој тип на други хемикали кои што знаат да дадат реакција на туѓо тело. Тоа се нарекува гранулом, па да постои како избочина, како туморска формација, како плик, нели, како деформитет, како ирегуларност. Тоа веќе е третман малце со поагресивни начини за третман, значи или кортикоинектирање, или екстирпација, или аспирација, сега да не навлегувам, значи тоа се еден од ризиците, но новите брендови се многу чисти филери, многу, како да кажам, прочистени од вакви нечисти материи и не даваат често такви грануломатозни реакции.
Докторе Чико, уште еден гледач, последен во денешната емисија и веќе му дадеме шанса. Добар ден. Ало? Повелете, во програма сте. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушаме, повелете. Кој е вашето прашање? Поздрав до вас и до докторот. Едно прашање. Која е горната старосна граница за тие естетски интервенции, главно на лицето, на кожата на лицето? Така. Ви благодарам за вклучувањето. Нема горна старосна граница, има долна старосна граница, 18 години, мора да си полнолетен, но во однос на горната, само да сте здрав, да сте способен да издржите операција, да сте во вителнито анестезиологот, доколку е оперативен третманот, анестезиологот ќе го процени. Контраиндикација, староста не е за операција. Ви доаѓате по возрастни лица? Да. Не само млади, јас мислам дека ќе кажа дека главно се млади, бидејќи следат трендови. Најчесто нив им пречат на пензионерите, например, им пречат очните капаци, бидејќи им го покриваат видното поле и го прават тоа. Значи, имавме двајца постари господа, мислам повозрастни, кои што дојдоа си го затегнаа лицето. Значи, модерен е светот, можностите се модерни, размислувањата се модерни, ние сме овде да помогнеме и да битен е тој баланс. Можностите наши, очекувањата на пациентот и здравствената состојба на пациентот. Значи, безбедноста на пациентот треба да е на прво место. Така. Од друга страна барањата негови, од трета страна нашите можности. Кога сето тоа е добро спакувано, имаме добри резултати. Така. Тоа е најважно, да си има добри резултати. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување. Секогаш е задоволство кога се разговара со вас во студиото. Фала, Марија, на поканата. Научен соработник доктор Игор Пеев, специјалист по општа субспецијалист по пластична и реконструктивна хирургија, беше нашиот денешен гостин. Ви благодарам за вниманието со кое што не следавте. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.